Ке расте сиромаштијата во земјава, зголемувањето на трошоците за живот поради секојдневниот пораст на цените на храната, нафтата, поскапата струја и најавата за раст на цените на парното ќе го зголеми бројот на лицата кои ќе бараат помош од државата. Од Министерството за труд веќе кројат мерки за да им помогнат. Во моментов 36.000 домаќинства живеат од социјална помош, од кои 6.000 се новозапишани од минатата година, кои ја изгубиле работата поради пандемијата. Од Министерството сега не очекуваат толкави бројки затоа што не се очекува затворање на фирмите, туку граѓаните поради високите цени за живот ќе немаат пари да го преживеат месецот. Навистина предстои тешка зима, затоа заедно со Министерот за финансии Бесими планираме пакет мерки кои од септември ќе ги понудиме за полесно да се справат сите граѓани, посебно оние со социјален ризик. А со Министерството за економија имаме посебна мерка за енергетската сиромаштија каде се плаќа дел од сметката за струја. Системот на Министерството се покажа ефикасен и може да ги абсорбира сите материјално необезбедени граѓани. Изјави Јованка Тренчовска, министер за труд и социјална политика. Според последните податоци на статистиката во 2020 година, четвртина од граѓаните, односно 452.000 живеат под прагот на сиромаштијата. Месецот го туркале со 5.600 денари. Сиромаштијата ја чувствуваат најмногу 4-члените семејства, но и младите до 17 години. Инаку, за да се задоволат основните месечни потреби за едно домаќинство месечно, му се потребни речиси на 38.800 денари.